расте бројот на деца и млади кои бараат помош поради страв, вознемиреност, семејни проблеми, насилство или пак имаат самоубиствени мисли. Ако во текот на 2024 на SOS линијата Ало Бушавко имало 208 дојави, изминатава година се јавиле дури 284 деца, а најголем дел од дојавите се однесувале на нивното ментално здравје. Според статистиките на Меѓаши, најголемиот број на пријави дошол од македонци, а од нив преовладуваат момчињата. 19 случаи за самоубиство, односно 19 деца кои што се јавиле или имајќи мисли или сакајќи или пробувајќи да си го земат својот живот. Семејните односи, односно 64 дојави. Тука многу превладува односите со родители, односно 48 од овие се односи со родители. Тука всушност се подразбира дека родителите имале некој конфликт со нивните деца или многу често се стои родители кои што се во бракоразводна постапка. Трета најчеста категорија е повреда. Повредата има 57 случаи, односно 21%. Психолозите велат дека понижувањето на децата и булингот на социјалните мрежи оставаат сериозни траги врз нивниот развој. Како последица, се повеќе од нив се чувствуваат анксиозно и отфрлено. Менталното здравје треба да биде системски приоритет. Не треба да биде приоритет на извештајот на Меѓаши, на работата на психолозите, на поединци, туку системски приоритет. Особено менталното здравје на децата и на младите. Второ, дигиталното насилство треба подеднакво сериозно да се третира како физичкото насилство. Како што постојат протоколи за постапување и да се следат, што е поважно, треба да постојат јасни протоколи како се постапува во случај на дигитално насилство. Трето, образованието. И тука мислам дека имаме тргнато чекор понапред, мора да вклучува емоционална и дигитална писменост. Од Меѓаши велат дека посветено се залагаат за помош на децата и младите и имаат голем број на успешни приказни. Станува збор за едно девојче која се јавила на SOS телефонот Ало Бушавко и кажува дека е многу загрижена бидејќи нејзин пријател и соученик често зборувал дека сака да се самоубие и девојчето сподели дека ќе се обрати на нејзината мајка. Но потоа добивме уште еден повик, каде што девојчето соопштува дека мајката воопшто не давала никаква поддршка во однос на планот за самоубиство на нејзиниот пријател и мајката исто така и кажала да не се меша. Пошто од страна на Меѓаши беше преземано целосен интервенцијски план. Од Меѓаши велат, наудите од годишниот извештај на SOS линијата укажуваат дека децата не се целосно заштитени. Апелираат до институциите да превземаат повеќе мерки, а училиштата и родителите навремено да ги препознаваат промените на однесувањето на децата и да реагираат пред проблемите да станат посериозни.